Глодари талок на општеството, организирана криминална група. Наместо аргументи и дебата за проблемите на граѓаните, македонската политичка сцена се почесто нуди говор исполнет со омаловажување и етикетирање. Од собраниската говорница на пресконференции на социјалните мрежи во партиските соопштенија, политичарите речиси секојдневно користат навредлив речник. Тоа се шпиунски талок на општеството структури од минатото, кои што се наоѓале во кабинетите како глодари на некои поранешни политичари. Мицкоски и неговата организирана криминална група не сакаат во Европа затоа што таа носи европско судство. Особено загрижува фактот што и во собранието, институцијата која треба да се води највисокото ниво на демократска дебата, се почесто станува место за клевети и ниски политички препукувања. Само два аргументи за колешката Јованка Тренчевска која скокаше како кокошка тука за Поред дел од комуниколозите, ваквата реторика е резултат на недостигот на конкретни политички дела и резултати. Користењето на навредливи фрази, зборови, што не е од еден човек, не од еден функционерка, тоа е мейнстрим, тоа е надпревар кој повеќе ги го направи, само кажува дека вие сте немоќни да спроведете реална агенда и реални работи кои што граѓаните од вас ги очекуваат, и во отсуство нудите сосема нешто друго, нудите во наводници забава, нудите игри, нудите разонота. Дополнително Кордало вели дека ваквата реторика ја зголемува недовербата кај граѓаните во политиката. Граѓаните прво очекуваат да видат дела од политичарите, одамна не очекуваат да слушнат ништо. А што е најстрашно од се, толку често и толку брзо губат надеж дека политичарите можат да комуницираат разумно и во нивни интереси или да презентираат концепти што бројките, каде да се завртите, ќе видите дека луѓето се повеќе бегаат од дневното и политичкото информирање. И тоа е пораз за една држава. Тоа не е пораз за партиите само. Неодамнешно истражување на Институтот за демократија покажа дека граѓаните ја оценуваат работата на законодавниот дом со двојка на скала од 1 до 5. Истражувањето покажа и дека само 9% од граѓаните веруваат дека пратениците ги застапуваат интересите на сите граѓани.